Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани добар ден во новото 60-минутно издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Јас сум Небојша Карапевски и еве дел од содржините што ви ги одбрав за денес. Рускиот патриарх Кирил и поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан во телефонски разговор изразиле надеж за скора средба. По втор пат, а со цел да премине во традиција, народно одбележување на Василица. Во Македонија најлесно се бега од затвор, Холандија на второ, Швајцарија на третото место. Најдобрата македонска тенисерка, тетовчанката Лина Ѓорчевска, се надева на настап на Australia Open. А традиционално на самиот почеток да го проследиме обраќањето на протоиереј Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио, Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, еве денес е 8-миот ден од Христовото рождествено торжество. Денешниот голем Господов празник се вика уште и обрезание Господово. Како и рождеството Христово, така и овој празник се празнува уште од првите векови на христијанската ера. Уште од тогаш овој празник се представува како заклучок на светлото рождествено празнување. Содржината на денешното празнично торжество е изразена во зборовите на денес прочитаното евангелско четиво. А кога се навршија 8 дена, за да биде обрезен младенецот, му кладоа име Исус, известено од ангелот уште пред да биде зачнат во утробата, се вели во Евангелието според Лука. При обрезанието, јудејските младенци добивали име. И според тој закон и Пресвета Дева Марија, новородениот богомладенец го однела во храмот и при обрезанието му го дале името Исус. Тоа е името што го соопштил ангелот Господов. За нас верниците, осем името Исуса Христа, нема друго име што ќе ги просветли умовите, што ќе ги стопли срцата, што ќе им ја исполни надежта, што ќе ги смени страданијата со благопријатност, во правдата и во вистината. Оние што биле пред предстапни и искушенија во животот, кои трпеле големи горчини и страданија, оние кои со маки и непријатности живееле, кои што се бореле со злото од овој свет и се произнесувале со најголема надеж во името на нашиот Бог и Спасител Исус Христос, најдобро знаат што значи тоа и за нив и за сите што сакаат да го имаат запишано во срцата и душите. Тоа се зборовите, тоа се делата на нашите светители, маченици, проповедници и исповедници. Во Светото Евангелие се вели: јас сум со вас преку сите денови до свршетокот на светот. Таму кај што е моето име, името на Отецот, Синот и Светиот Дух, таму каде што древното обрезание се заменува со крштевањето и наместо стариот се гради нов завет меѓу Бога и луѓето, завет на откуп и спасение. Таму сум и јас, вели нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Таму сум јас преку сите денови до свршетокот на светот. Ние верниците, освен името на нашиот Бог и Спасител Исус Христос, Синот Божи и Спасител на светот, немаме и не можеме да имаме друго име, со кое ќе можеме од нас да го отстраниме злото, без оглед во каква форма да го видиме, да го почувствуваме. И тоа како лага, како измама, како клевета, завист, злоба и какви ли уште не други начини, секогаш овие работи можеме да ги изгониме со
повикување на нашиот Бог и Спасител. Секое друго име на земјава без оглед колку и да е убаво, впечатливо за нас верниците не е спасоносно. Тоа е најсвето, најскапо, најдрагоцено, севозможно име и должни сме постојано да го имаме врежано во нашите души и во нашите срца и преку целиот наш живот. Се вели за еден христијанин дека името на нашиот Бог и Спасител го напишал над креветот, над работното место, над бирото, во предсоблието. И кога се враќал дома, застанувал пред името на нашиот Бог и Спасител, ја симнувал капата, се крстел и со почит говорел: Ти благодарам Господи Исусе Христе за се, и седнувал. Кога навечер одел кон креветот, пак го погледнувал, се крстел и ја читал вечерната молитва и си легнувал да спие. Наутро кога станувал пак, погледнувал кон името на нашиот Бог и Спасител Исус Христос, се крстел, ги читал утринските молитви и го прославувал велејки: Господи Исусе Христе, те молам во Твое име, благослови ме денес да ги завршам сите обврски кон црквата, роднините и народот. Слава Ти Тебе, Боже наш. Кога минувал низ влезната врата да појде кон работното место, пак смирено се поклонувал пред името, во предсобието шепотејки и велејки: Господи, во Твое име поаѓам на работа и ќе работам за Твојата слава. Ние, драги браќи и сестри, можеме да не го запишеме тоа име во предсобието од домот, над бирото, во канцеларијата, над леглото во спалната соба, но не можеме да не го запишеме во нашите срца. Не можеме да го оставиме да свети во просториите на душата и најшироко да ни го осветлува патот. Ние сме должни да го направиме тоа. Ние сме должни да го носиме ова во најскриеното катче на своето битие, да го носиме со искрена и цврста вера и љубов, да го носиме со почит и признателност, да го носиме името на нашиот Бог и Спасител со голема сеодданост кон Него, кон нашиот Спасител. Должни сме да го носиме со достоинство, бидејќи сме живи членови на Светото Господово тело на Црквата Божја. Драги браќи и сестри, ние сме должни да го носиме тоа име, бидејќи во тоа име, во името на нашиот Бог и Спасител, Отецот, Синот и Светиот Дух сме се крстиле. Во Него сме се утврдиле како христијани и од Него чекаме реализирање на плановите, на желбите и на идеалите во нашиот живот. Храмот па Господов, во кој еве секоја недела доаѓаме и се молиме, е божествено училиште каде што можеме да научиме се да правиме во името на нашиот Бог и Спасител Исуса Христа. Тоа е светилиште во кое ние непосредно се соединуваме со Него. Тука во овој Божји храм пред се учиме од Словото Божјо, од молитвите, од богослужбените песни, од целата одухотворена благодатна атмосфера, да го разбереме името на нашиот Бог и Спасител Исус Христос и да се исполниме со светлоста и можностите на Неговото име. Благовестникот појаснил зошто на Месијата му е дадено името Исуса Христа, бидејќи Он својот народ ќе го спаси од неговиот грев. Најголемото дело на Месијата е спасението на луѓето од гревот. Гревот е најголемото зло во светот. Тоа е тешка болест и извор на секакви други болести, а Христос не спасува од тие болести и од твој грев. Спасителот, драги браќи и сестри, со целото свое битие и со својата појава ги осветил сите патишта по кои луѓето одат додека живеат на земјата. Он е вистина и светлина што го осветлува секој човек опфатен со темнината на заблудата, омразата, духовните и телесните пороци. Луѓето во светот се наоѓаат помеѓу темнина и светлина, и секој што ги сака вистината и правдата, ќе излезе на Христовата светлина и ќе биде спасен од темнината само со Неговото име на нашиот Бог и Спасител. Името на нашиот Бог и Спасител Исус Христос, што е запишано во нашите срца, постојано да го чуваме чисто и свето, да ни подари Божјата светлина во небесното царство, сега и секогаш и во вечни векови. Амин.
Драги браќи и сестри, оваа прилика сакам да ја искористам и да ве поканам сите вас утре на Света Божествена литургија со почеток во 10:30 часот, каде што сите заедно ќе се помолиме на Мајката Божија и ќе го повикаме името на нашиот Бог и Спасител Исуса Христа да ни дарува телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Костурско кутивче, дај ми
Рускиот патриарх Кирил разговарал телефонски со архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, соопшти Руската амбасада во Скопје. Како што се наведува во информацијата од Руската амбасада во Скопје, поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија изразил благодарност од името на епископијата, свештенството, монаштвото и мирјаните на Македонската православна црква Охридска архиепископија за признавањето на незината канонска автокефалност од страна на Руската православна црква. Неговото блаженство архиепископот Стефан се заблагодари и за посетата на Македонија на висока делегација на Московската патриаршија на чело со председателот на одделот за надворешни црковни односи митрополитот Волоколамски Антони, во рамките на која во Лесновскиот манастир епископите на двете цркви за прв пат заедно служеа божествена литургија со голем собир на верници на денот на празникот Свети Гаврил Велички. Поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија изрази искрена благодарност до неговата светост патриархот Кирил за неговата љубов и внимание и изрази надеж дека наскоро ќе се сретне со него. Од своја страна патриархот Московски и на цела Русија господин Кирил зборуваше за љубовта што верниците од Руската православна црква традиционално ја чувствуваат кон своите православни браќа во Македонија и изрази длабоко задоволство од обновувањето на незиното канонско заедништво со помесните православни цркви и стекнувањето на автокефален статус. Патриархот го увери соговорникот во непоколебливата сеопфатна поддршка од страна на Московската патриаршија и го замоли да се моли за Руската православна црква во овие тешки моменти, се вели во соопштението на амбасадата. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Иницијативата на граѓани и верници од Тетовско за народно одбележување на православната нова година и празникот посветен на Свети Василий, Василица, која во 2022 година за прв пат се одржа, најавува дека и утре ќе се организира истата свечаност.
Дел од верниците кои минатата година најдоа паричка во своите парчиња, утре ќе донесат пити во црквите. Утре по втор пат, со благослов на митрополитот господин Јосиф, ќе се обидеме да востановиме традиција на Василица на пладне да бијат камбаните, а верниците да добијат пита со паричка. Така ќе биде во голем број цркви од Једоарце, Сетуле и Отуње, па до Сарачино, Фалише, како и во тетовските цркви Богородица, Свети Никола и Свети Кирил и Методи. Во Тетово, поради организацијата, питата со паричка ќе се подели порано по завршувањето на утринската богослужба. Традицијата се создава преку народот, нешто што душевно ги храни, како што е православната нова година, најави Снежана Стојановска како дел од иницијативата. Повеќе децениско одбележување на Василица во Тетово има и во неколку села, како Копанце, Милетино и Вратница. Група на маскирани учесници од утринските часови ги посетуваат домаќинствата со исполнување на празнични песни и ора, со цел да се истераат лошите духови од домовите на семејствата. Од домаќините добиваат дарови како топла ракија, граф, овошје и зеленчук. Zlatno momče, kerka si posvrši, tapan grni, zemlja se zatrese, lična moma se mažeše, tapan grni, oro se viori, ečat pesni, lele do zori. Se zatrese, lična moma se mažeše, tapan grmi, oro se viori, ečat pesni, lele do zori. И покрај тоа што практично не постојат мерки за заштита за новиот сој на коронавирусот наречен Кракен, состојбата во Македонија и во светот е релативно стабилна, вели доктор Никола Пановски, микробиолог и поранешен директор на Фондот за здравство. Тој посочува дека бројот на случаи е се уште висок, но бројот на хоспитализации и смртни случаи е 10 пати понизок од, например, лани ова време. Дополнително смртните случаи се во над 95% кај лица постари од 65 години кои имаат коморбидитети. Пановски ја анализира и ситуацијата со коронавирусот во Кина, каде дневниот број на заразени лица неделава би можел да се искачи на 3,7 милиони луѓе. Ширењето на короната во Кина се должи на драконските 3-годишни мерки за нулта ковид толеранција, кои успеаја да спасат по груба проценка најмалку 1 милион животи, но не успеаја да го уништат вирусот. Тој чекаше и сега го нападна населението, кое за разлика од нас немаше контакт со вирусот, нема стекнато природен имунитет, а вакцините не штитат од заразување. Сепак, омикрон варијантите се побенигни, па се надеваме дека смртните случаи во Кина ќе се бројат во илјади, а не во стотици илјади. Значи, вирусот кој се шири во Кина е присутен насекаде и не очекувам да влијае на ширењето на коронавирусот во остатокот на светот, информира микробиологот.
За сојот кракен, кој е подвид на сојот омикрон, Пановски вели дека ќе го зголеми бројот на нови случаи. Тој е најпреносливата варијанта на коронавирусот познат досега. За среќа изгледа дека не е поопасен. Затоа постарите и оние со коморбидитети треба да избегнуваат гужви, да носат маски во продавници, банки, автобуси. Помладите и здравите да живеат нормално, а ако имаат респираторна инфекција, било каква, да се изолираат 5 дена, апелира тој. Пановски најави и подобар зимски период во Македонија во однос на коронавирусот во споредба со ланската година ова време. Се очекува да имаме зима полесна од претходните две, слична на оние години кога имало посериозни инфекции на грип. Сега со корона, грип и други вируси заедно, под услов вирусите на грип да не бидат многу вирулентни, а за сега не се, укажува микробиологот. Кракен за прв пат е регистриран на 22 октомври во Њујорк и од тогаш се проширил во Америка, но и во 30 други земји, главно во Европа. Samo pesnata, moj je amanet, naša pesna da se pej za navek. Samo pesnata, sila da vas znaj, samo da dava mir i ljubav za cel svet.
pesnata, moje amanet, naša pesna da se pej za navek. Samo pesnata, sila dava znaj, samo da dava mir i ljubov za cel svet. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Не спи, не дреми, кузум бела селбие, дал не си се наспало. И око мое калешо, 3 вечери без мене. Селбие се ѓузел, и око мое калешо, моја прва изгоро. Јоко моје калешо, моја прва изгоро. На четврта јас дојдов, кузум бела Селбије, тебе дома не најдо. Јоко моје калешо, тук те најдов у комшии. Селбије се ѓузел, јоко моје калешо, моја прва изгоро. Селбије се ѓузел, јоко моје калешо, моја прва изгоро. Јас те најдо зад врата, кузум бела Селбије, лаг муабет правеше. Јоко моје калешо, лаг
ti si gole Meraklija. More moj domaćine, na vino emna luta rakija. Selvije se djuzel, joko moje kalešo, moja prva izgoro. Selvije se djuzel, joko moje kalešo, moja prva izgoro. Дел од работниците на јавното комунално предпријатие Тетово од работната единица Водовод и канализација одржаа јавен протест и штрајк поради неисплатени плати и придонеси. За еден месец ова е втор ваков јавен протест откако на 15 декември 2022 штрајкуваа работниците од одделот за комунална хигиена. Работниците од Водовод и канализација велат дека им доцнат платите со месеци и порачаа дека нема да излегуваат на терен и да санираат дефекти ако продолжи ваквата состојба. Во овој оддел на јавното комунално предпријатие Тетово работаат околу 85 луѓе. Тие што сме со решение на неопределено време, 2,5 месеци немаме плата, а осигурување имаме само 4 до 5 дена на крајот од секој месец. Ова со осигурувањето трае со години од времето на Теута Арифи или веќе 10 години. Нема да излеземе на терен ако не ги добиеме платите наши што ни следуваат. Не бараме покачување, не бараме плюс тоа што не може да се оствари, туку бараме тоа што ни следува. Доста е со лажење од типот ќе има овој месец, ќе има оној месец. Тие без решенија 3,5 месеци немаат плати. Не сум против комунална хигиена, но тие зеле плата за 10-ти месец, а кај нас нема, изјави Сервета Лити, работник во Водовод и канализација. Раководителот на одделот Водовод и канализација Љузим Шакири вели дека најавеното одделување на оваа дејност од јавното комунално предпријатие Тетово во ново комунално предпријатие ќе ги реши проблемите. Посочи дека за останатите плати и хонорари се исплаќаат тековно колку што им дозволува ситуацијата. Имаме перманентно протести, имаме доста проблеми во тој дел. Мислам дека со формирање на 2 нови предпријатија многу ќе се подобри ситуацијата кон работниците и нивните права. Ние доцниме со плати, не е нешто што не сме го кажале. Ние сме во процес на санација на тој дел. Самата одлука на Советот за 25 милиони денари за исплата на обврски кон работниците со договор на дело не олеснува во тој дел на исплатата на редовните вработени. Ние сме во добра насока на решавање на тој проблем. Се надеваме дека за месец-два ќе го решиме овој проблем. Веќе се исплатуваат постепено работниците со договор на дело, во зависност од состојбата на сметката на општината, која исто така се соочува со проблеми и проблеми со трезорот поради неработни денови, изјави Шакири. Оваа недела започнаа процедурите за регистрација на 2 нови јавни комунални предпријатија, за чие основање беше донесена одлука на последната седница на Советот на општина Тетово на 29 декември. Двете нови јавни предпријатија ќе значат создавање на 2 нови правни субјекти и одделно стопанисување со водоводот и канализацијата во едното и комуналната хигиена во другото. Досегашното јавно комунално предпријатие Тетово ќе продолжи да постои, а ќе функционираат и понатаму одделот за православни гробишта, зелените пазари, како и работната единица Паркови и зеленило. Vistina bilo, mamo, vistina, Bojana
sunce odvojite rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Cigaри, šiki mani, pari nema pari za cigari. Meni mi se jade, meni mi se jade, meni mi se jade pečena kokoška. Meni mi se jade, meni mi se jade, meni mi se jade pečena kokoška. 3 kila banani, meni mi se jade male, male. 3 kila banani, meni mi se jade male, male. Šiki mani, pari nema pari za cigari. Šiki mani, pari nema pari za cigari. Meni mi se jade, meni mi se jade pečena kokoška. Meni mi se jade, meni mi se jade, meni mi se jade pečena kokoška. 3 kila banani, meni mi se jade male, male. 3 kila banani, meni mi se jade male, male. Šiki mani, pari nema pari za cigari. Šiki mani, pari nema pari za cigari. Cigari, šiki mani, pari nema pani za cigari. Šiki
Затвореникот кој рани полицаец при превоз кон болница е осуден и код Тетово, објавија медиумите. Министерството за внатрешни работи соопшти дека на 12 јануари 2023 година во 23 часот и 20 минути четворица вработени во затворската полиција кои биле со комби Форд Транзит на затворската полиција побарале помош од полициски службеници на СВР Скопје, откако според нивната пријава додека вршеле спровод на осуденикот БМ од казнено-поправната установа Идризово кон ургентниот центар Мајка Тереза, на автопатот осуденикот му го одзел пиштолот на возачот вработен во затворската полиција и пукал и ранил еден од полицајците. Потоа осуденикот избегал со патничко возило Ауди. Повредениот вработен во затворската полиција е пренесен во ургентниот центар за укажување лекарска помош. Се превземаат мерки за расчистување на случајот, соопшти Министерството за внатрешни работи. Во 2018 година веќе осудениот Беки М, тогаш на 30 годишна возраст, според информација на Министерството за внатрешни работи, учествувал во пресметка во Мала Речица, пошто пукал со огнено оружје и убил 37 годишник од истото место, а двајцата други, 34 годишен и 39 годишен, биле ранети. Што се однесува до казнено-поправните установи, Македонија е на прво, Холандија е на второ, а Швајцарија е на трето место во Европа според леснотијата да се побегне од затвор. Земјава каде што се случи ваквото спектакуларно филмско бегство на затвореник, не само што се наоѓа на врвот на листата, туку има и убедливо водство пред останатите држави. Во Македонија во просек бега 691 затвореник на секој 10.000 затвореници. Веднаш понас се наоѓа Холандија со 315 избегани на 10.000 затвореници и Швајцарија со 284. Состојбата во соседните земји е прилично стабилна. Во Бугарија, например, просечно бегаат по 8 затвореници на секој 10.000, во Србија 22, а во Грција 17. Интересен е фактот што некои земји воопшто не пријавиле случаи на бегство од затвор, а меѓу нив се Албанија, Црнагора, Словенија, Малта и Кипар. Податоците за оваа карта доаѓаат од годишната казнена статистика на Советот на Европа. Cela godina si pro
за крајот на денешната емисија една убава вест од спортот. За најдобро пласираната македонска тенисерка тетовчанката Лина Ѓорчевска 2022 година започна лошо со повреда во јануари, но 2,5 месеци подоцна се врати на терените и имаше успешна сезона со повеќе победи од вкупниот број на дуели. Во текот на 2022 година таа имаше вкупно 85 дуели, од кои 55 победи и 30 порази, или стапка на победи од 65%. Учествуваше на 24 турнири во поединечна конкуренција и 9 турнири во двојки. Во сингл забележа скор од 40 победи и 22 порази, додека во двојки 15 победи и 8 порази. Годинава најголем успех направи на турнирот Ираклон 10 на островот Крит во Грција, каде на 14 ноември победи во финалето и совлада тенисерка од Романија. Турнирот беше со севкупен награден фонд од $25,000, а како победничка Лина покрај пехар доби и $3,935. Воедно таа играше во финалните надпревари на последователниот турнир Ираклион 11, како и финалните дуели од тениските турнири во Санта Маргарита, Италија, како и Оломуц, Чешка, но и четвртфиналиња во Мајорка, Шпанија, Италија, Австрија и Чешка. Со повредата во Мајорка во Шпанија уште во јануари 2022 година почна многу лошо, затоа што тенис 2,5 месеци ако не играш, многу турнири пропушташ и немаш можност да ги браниш поените од претходната година. Но потоа се вратив на терените и почнав со подобрување на резултатите, а со последните два турнири ја извадив целата година, вели Лина Ѓорчевска. До крајот на декември ќе се знае и вкупниот број на поени со кој ќе се обиде да обезбеди место на престижниот интернационален турнир Australia Open, каде за прв пат беше во 2017 година. Оваа година требаше да се надпреварувам на Вимблдон, но поради сплет на околности тоа не се случи. Ранкингот беше доволен да ме примат за учество на овој турнир, но проблемот беше во тоа што немаше доволно време за да извадам виза за Велика Британија, вели тетовската тенисерка. На светската листа на Женската тениска асоциација Лина е на 243-то место, додека во двојки е на 376-та позиција. На рангирањето на Меѓународната тениска федерација ITF е на 36-то место. Најдобро место во минатото Лина имала на 170-та позиција на ВТА листата во 2007 година, додека во двојки на 116-тото место, исто така во 2017 година. Лина Ѓорчевска е родена 1994 година и потекнува од спортско семејство. Татко и Владимир Ѓорчевски Ципа беше одбојкар, а мајка и Виолета кошаркарка. Со кошарка се занимава и нејзиниот брат. И тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Ви посакувам пријатен ден. Како гром в срце право да ми удри Бог, сега нека пресуди. Страх да сум само моите мисли ми ги труе, стравот ке ме убие. Стојам ко пред икона и те молам, моја не никоја, ти се конам просам ја за љубов и душа носам, немој ти не враќај ме. Стојам ко пред икона и те молам, моја не никоја, ти се конам просам ја за љубов и душа носам, немој не оставај ме.
onoj što napravda valkalice grev pravi Bogorodice. Јас грешен сум и патам само дека сакам љубов така не се остава. Стојам ко пред икона и те молам моја, не никоја, ти се конам просам ја за љубов и душа носам, немој ти не враќај ме. Стојам ко пред икона и те молам моја, не никоја, ти се конам просам ја за љубов и душа носам, немој не оставај ме. Pred ikona i te molam moja, ne nikoja, ti se konam prosam ja za ljubav i duša nosam, nemoj ti ne vraćaj me. Stojam ko pred ikona i te molam moja, ne nikoja, ti se konam prosam ja za ljubav i duša nosam, ne